Господин Тони Делков, градоначалник на општина Неготино, кого веќе го имаме во брифинг. Добро утро. Добро утро, Владко. Градоначалниче, ако некаде во март, ако не се лажам, говоревме за тоа како општините се справуваат, какви капацитети имаат на располагање за справување со пандемијата. Сега разговараме една година подоцна во некои други услови, во услови во кои што Неготино е еден од 5 градови во кои што има најголем пораст на заразени од коронавирусот. Што е она што се случува во градот и од каде пораст на овие бројки? Па вака, да вратиме ретроспективно назад, во изминатата година до ден денеска, во општина Неготино има некаде околу 1452 како вкупна бројка на заболени од COVID-19. Тоа е голема бројка со оглед на тоа што Неготино, вклучувајќи и Демиркапија, бидејќи и лицата од Демиркапија се лекуваат во здравствен дом во Неготино, тоа е една прилично голема бројка. Како податоци кои што можам да ги изнесам е тоа дека во 2020 година вкупно некаде околу 286 пациенти биле лекувани во здравствениот дом Неготино. А како што спомнавте и вие, што е тоа што Неготино е во првите 5, а тоа го покажуваат и бројките дека само за 3 месеци во здравствен дом Неготино се лекуваат некаде околу 274. Тоа значи дека ако минатата година биле за цела година 286, а сега се 274 пациенти, тоа значи дека навистина бројките се алармантни и дека ние како општина па и државата преземаат соодветни мерки да се утврди причината зошто и Неготино во овој бранд е меѓу првите општини. И за сега кај се наоѓа таа причина? Па, ние дискутиравме, имавме и кризен штаб, разговаравме на оваа тема, ги гледавме слабостите, да кажам, и ние дали правиме пропусти како општина, дали и државата со соодветните мерки кои ги носи се доволни. Заклучивме неколку работи, гледајќи ги сите фактори, тоа што се случува во здравствениот дом, како во Неготино, така и Кавадарци, бидејќи и Кавадарци е една од општините која што е во првите 5 општини по заболени. Генерално се констатира, тоа е наша констатација, сепак ќе кажам, не мора да значи дека тоа е точно. Наша констатација е дека еден од главните причинители за побрзо движење на овој вирус се младите, посебно рестораните и кафичите кои што се движат во затворен простор. Сега тоа често е дискутирано и знаеме ние дека и во оваа ситуација економска, да кажем, генерално најпогоден сектор е туризмот, односно работата во рестораните и во кафичите. Меѓутоа, констатација наша, пак ќе кажам, е дека еден од главните причинители или еден од тие кои што даваат импут за побрзо развивање на овој вирус во општина Неготино, ние сметаме дека се баш рестораните и кафичите. Добро, градоначалниче, бидејќи младите во таа категорија всушност не е ни важно дали се по возрастна група кои спаѓаат во младија, кои не, на човек не може да го седнеш и да му објасниш зошто треба, а зошто не треба да излегува од дома, па многу можеби поважно е да се разговара со оние кои што се во дадениот момент угостители на тие што ги држат тие ресторани и кафулиња. Како општина сте можеби на добра волја сте ги повикале да разговарате со сопствениците на тие кафулиња и ресторани каде што јасно ми е ќе речат дека мерките се превземаат, се држи некаква дистанца во нивните бавчи во тие кафулиња. Меѓутоа пред се можеби тие се оние кои што може да ја дадат најглавната порака ако строго држат порака дека мерките мора да се почитуваат.
Да. По одржаниот кризен штаб и по заклучоците кои што беа донесени, Општина Неготино заедно со инспекторатот и заедно со општинските служби, како и лицето од Министерството за внатрешни работи, направија буквално посета на сите ресторани и на сите кафичи, на кои што му беше укажано и дадени се препораки да строго се почитуваат мерките кои што се од страна на владата донесени, а со тоа и ние како Општина Неготино во делот на издавањето на одобрение за поставување на урбана опрема, која што претежно се користи во летниот период, барем кај нас за надвор, сме во разговори да и исто и тој дел го почитуваат максимално како би помогнале заедно ние и тие во овој бран кој што сметаме ние дека еден можеби од факторите дополнително за да ги забрзува овие процеси или овие вируси на пренесување се токму рестораните и кафичите. Знаеме дека е тешко, владата донесе одредени мерки за помош на туризмот, меѓутоа сметам дека во овој момент ниту еден угостител потребно и дополнителни мерки во овој дел. Да, ниту еден угостител нема да се согласи со тие мерки. Okay. Гледаме дека и протестираат бидејќи економијата е погодена. Тоа е јасно. Градоначалниче, каков карантин барате за градот? Па ние побаравме како општина Гевгелија, така Неготино, па разговаравме и со градоначалникот на Кавадарци дека може би е најпотребно да во овој момент 7-дневен карантин комплетно да се затворат општините, иако имајќи го фактот дека економската ситуација во државата е таква да мерките кои што се носат се соодветствуваат со тоа во каква кондиција е економијата во државата. Меѓутоа сметам дека ако продолжи овој тренд, Неготино имаше и 54 заболени во еден ден, што е навистина многу. Некаде во ноември или сега? Да, сега во март месец имавме бројка од 54 и секојдневната слика пред здравствениот дом Неготино па и Кавадарци е стварно застрашувачка и сметаме дека се потребни можеби малце поодлучни мерки, барем 7-дневен карантин и да се вратиме малце во нормално. 7 дена во кои што претпоставувам би работеле само достава на храна и маркетите, нешто кое што мора да се конзумира. Градоначалниче, ако бидејќи ни следат годинава повторно локални избори, имате претензии повторно да бидете кандидат или? Па, нашата функција е функција која што ние даваат граѓаните на избори. Испаѓаме пред граѓаните со изборна програма во која што даваме се од себе нормално да покажеме или за тоа што сме го обечале пред народот да го исполниме. Да не должам премногу, јас како општина Неготино можам да кажам дека во изминатиот период наследивме лоша општина со негде околу 2 буџети минус. Денес можам да кажам дека општина Неготино е општина која што нема долгови, ги расчисти своите долгови спрема добавувачите. Има развој во овој период, многу бројни проекти се реализирани, економскиот дел на градот има добро движење, се продаде и фабрика за кабли, тоа го спомна и премиерот во некоја емисија. Значи имате амбиции за повторен мандат? Тоа ќе го оставам на раководството на партијата, бидејќи ние како градоначалници доаѓаме со легитимен избор, првен во партиските структури, а после и пред граѓаните. Да, кратко само да ве вратам уште еднаш и со тоа да го завршиме разговорот. Ова барањето за карантин на градот, веќе ако сте разговарале на ниво со здравствените власти, можеби со централната, не знам, изводлива идеја, може да се случи во наредниот период? Или тоа зависи ако бројките само не стигнат во да кажеме недела дена? Види, мерките треба да ги донесе државата во секој случај. Наше е ние да сугерираме и да алармираме што е тоа што се случува на терен и да апелираме од една страна дека оваквиот систем
бидејќи се работи навистина тешко и во здравствениот дом, не само во Неготино, туку и во Кавадарци, каде што целиот медицински персонал буквално е веќе истрошен. Нема, да кажам, секојдневно се трошат по огромни количини реагенси, РТГ филмови за снимање исто така се една слаба карика во која што веќе ни апаратите не може да издржат, па бараат почесто сервисирање. Значи не е само идеја, туку е конкретна мерка. Барате 7 дена карантин во наредниот период, така? Да. Добро. Горначалниче, ви благодарам на одвоеното време и за овој разговор. Толку ни е времето, следуваат вести во брифинг. Благодарам.